Благодарам, председателе. Врз основа на член 71 од Уставот на Република Македонија, членовите 139, 144 и 175 од Деловникот на Собранието, ви предлагаме предлог на закон за изменување и дополнување на изборниот законник по скратена постапка. Имено преку предложеното законско решение, кое што е во насока на подобрување на изборниот процес и обезбедување на еднакво демократско и слободно избирачко право, како и постапување по препораките на мисијата за наблюдување на избори, за претседателските избори на 24 април, како и парламентарните избори од 8 мај и истовремено вториот круг од претседателските избори на ОДИХР, со овие измени и дополнување на изборниот законник се постапува по решението на Уставен суд, со кое беа укинати одредбите со кои се регулираше бројот на потребни подписи за поднесување на листа за кандидати од страна на група на избирачи и се предлагаат два нови члена, односно се бришат два нови члена кои што ја уредува оваа постапка, како и имплементација на дел од препораките на конечниот извештај кој што го има на ОПСЕ и ОДИХР и олеснување на функционирањето на избирачките одбори кои што предвидуваат формирање на нови избирачки места на местата каде што бројот на избирачи е над 1000 гласачи. Има технички измени кои што доаѓаат од препораките на ОПСЕ и ОДИХР и кои што би сакал накратко да ги спомнам. Значи, уредување на електронски медиуми, односно интернет портали кои што можат да учествуваат како портали кои што се регистрирани во регистарот на издавачи на онлайн медиуми, Собранието, односно ДИК, да има можност да ги користи услугите од министерствата по однос на организацијата и логистиката на самите избори, изборниот материјал да може да го носи председателот на избирачката комисија, кој што исто така ќе има можност за соодветен надоместок, и она што е најбитно е листите за подносители на листа за кандидати за членови на градоначалници и советници. Со овој начин се дава фер шанса во согласност од големината на општината, во зависност од големината на општината да се соберат одреден број на подписи кои што се потребни. И тоа во општини до 10.000 избирачи, најмалку 100 подписи од запишаните избирачи, во општини до 20.200 подписи, во општини до 30.300 подписи и се така скалесто до општини од над 90.000 избирачи, каде што има 1000 подписи запишани за избирачките изводи во избирачкиот список. За град Скопје потребно е 3.500 подписи. Дополнително објаснување на сите овие измени ќе дадеме на самата комисија. Благодарам.